Повод за денешниот прес е работењето на министерот за неправда, господинот Маневски. Пред 4 години тој стапи на функција, Социјалдемократскиот сојуз му остави воспоставена мрежа на установи, милион и пол евра за имплементација на истата со готови проекти. Обезбеден проект КАРЦ 2006 од фондовите на Европската Унија. Пред само неколку недели ја слушнавме истата реакција односно острата реакција на амбасадорот ФУЕРЕ и народниот правобранител господинот Мемети, кои беа згрозени од гледката во затворите и со право. Состојбата во затворите е катастрофална. Се кршат процедурите за отсуства, за работно ангажирање надвор од затворот, процедурите за спровод, бегства, непочитување на професионалните стандарди, корупцијата. Господине Маневски, ви се случува да имате обид за самоубиство на малолетник во воспитно-поправниот дом, да имате силување на малолетник. Ја прочитавте ли службената белешка и медицинскиот наод? Тешко е да се изговори сето ова, но уште потешко е да се свати како одговорните луѓе во Министерството за правда, почнувајќи од директорите на установите, директорката на Управата за извршување на санкции, завршувајќи со министерот за правда Маневски, не почувствуваат трунка совест, морал, одговорност за состојбите во затворскиот систем. Да не ги заборавиме извештајот на Државниот завод за ревизија за состојбите во Управата за извршување на санкции, кој е катастрофален, но семените врски во правда функционираат, веројатно за да не се налути премиерот. Па тендерот наместо градежна фирма го доби трговска фирма, затоа затворот во Куманово доцни 2 години, а останаа должни на подизведувачите. Се вработија 20 вработени, затворот не функционира, а дури има и директорка која што сега стана пратеник. За да нема забуна, човекот кој го доби тендерот за изградба на затворот во Куманово, трговецот Манев е близок роднина на господинот Михајло Маневски. Битно е да остане во фамилијата. За набавките без тендерска документација во Идризово и ненаменското трошење на буџетски пари, ќе го почекаме извештајот на Државниот завод за ревизија, кој што се уште врши увид, но информациите за криминалот, како и доказите, веќе ги имаме. Министре, лошо раководите со ресорот правда во целост. Ве красат криминалот, непотизмот, притисокот, неодговорноста и ниска морална вредност. Затоа, заминете веднаш.